Турската компанија Лимак, која го гради комплексот со 20 катници кај старата железничка станица, месечно уплаќа по 2 милиона денари во буџетот на Република Македонија како казна за нереализиран договор со Министерството за транспорт и врски, покажа истражувањето на Макфакс. Во договорот фирмата е обврзана во рок од 10 години да изгради хотел, но рокот истече, а хотелот не е изграден, па Лимак од средината на минатата година плаќа казна за неградење. Во исто време почна и да гради, наспроти гласното противење на скопјани против нови објекти во строгиот центар на градот. Хотелот за кој плаќа казна, како и сите други содржини што ги најави компанијата, се на државно земјиште што Министерството за транспорт му го продаде на Лимак. Компанијата е обврзана да плаќа договорна казна во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното надавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно по 2 милиони денари месечно, почнувајќи од 24.6.2018 година. Казната е за неизградениот хотел Радисон, кој во Скопје требаше да го изгради британската компанија ХЛХ Македонија, која доби одобрение за градење во 2008 година, но бидејќи не го изгради, земјиштето беше повторно вратено во државна собственост, а Министерството за транспорт и врски во 2012 година му го продаде на Лимак во пакет со целосното земјиште околу старата железничка станица. Лимак ја презеде обврската да изгради хотел, а го наследи и одобрението за градење поради кое сега плаќа казна. Претходниот инвеститор ја има добиено градежната дозвола во јуни 2008 година. Според договорот со министерот за транспорт, изградбата требаше да заврши во рок од 10 години по издавањето на дозволата. Крајниот рок беше јуни 2018 година. Така, бидејќи се презеде локацијата, Лимак почна да ги плаќа соодветните месечни казни. Ова се однесува само за конкретната парцела 1/12, но не и за другите локации од мултифункционалниот комплекс. Од турската компанија велат дека се отворени за соработка, но не сакаат да зборуваат пред камера. Државата, преку Министерството за транспорт и врски, им продаде 41.824 квадратни метри на турците за 231.827.204 денари или околу 3,7 милиони евра земјиште поделено во две големи парцели. Лимак пак минатата година во септември и официјално ја почна изградбата на мултифункционалниот комплекс, кој освен 4 20-катници и хотел, предвидено е да има трговски центар, простор за рекреација, угостителски објекти и паркинг. Турците заедно со комплексот треба да ја изградат и подземната сообраќајница на Јужен булевар, на која се чека уште од 2012 година.